Помина речиси 20 на години како крстарам низ Скопскава регија, каде што во изминативе 2 децении направив документарни записи за речиси 40 на скопски села од вкупно 51 село, каде што мештаните ми го раскажаа минатото за нивните родни места, надополнети со веродостојни сведоштва, материјални артефакти, пишани документи, со кои располагам копајчи во архивите ширум Македонија во изминативе децении, се со цел да се пробуди поривот пред се меѓу помладите по раѓање или по потекло од оваа регија, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и етнографијата, за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Да се биде хроничар за така народно да се изразам за Скопскава регија, поточно речено за селата во Скопско Црногорје, е тешка и одговорна задача, затоа што сите тие збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги опфати оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дело од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец успева да ги доближи до читателот, слушателот или гледачот, а читателот, слушателот или гледачот на неговите летописи не е пасивен набљудувач, туку активен учесник во тие настани. Селските населби во Скопско Црногорје се оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, каде што големиот број на културно-историски, архитектонски, археолошки знаменитости со нивната зачуваност, разновидност и интегралност на овој регион му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Почитувани мои, додека така народно да се изразам, размислував и се подготвував за моја нова дестинација, за мој нов документарен запис, посебно за населените места во Скопско Црногорје, ова 25-ово господово лето, неколку дена пред Великден, копајќи во мојата архива, поточно речено со шаховски збор да се послужам анпасан, налетав на скопското село Глуво, сам себе си реков, ете Зоране, според Великденското господово провидение, пишано ти било овој пат да го посетиш селото Глуво, а воедно и сам си дадов одговор на прашањето кој ден да дојдам во ова село, се разбира за Великден. И навистина така и бидна. За скопското село Глуво на сам ден на Великден тргнав според мојот стар обичај во раните предпладневни сати и овој пат пристигнав во црковниот двор во црквата Свети Никола во селото Глуво, каде што ме пречекаа мештаните од ова село, исто онака кога го посетив ова село пред 14 години на сам ден на Свети Никола Зимен, заедно со еден од најпознатите етнолози, историографи, не само во македонскиве, туку и во балканскиве простори, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријево филм,
професорот Драгослав Миновски, кој беше дојден во Скопско Црногорје по нова истражувачка мисија. Браво збре Зоране, алал ти вера бе пријателе, мило ние што не си заборавил на зборот што си го дадовме пред 14 години, кога го правеше документарниот запис за нашево село, дека пак ќе не посетиш, ете на овај убав ден, на сам ден на Великден, да ти ги дораскажеме недораскажаните приказни за историското битисување на нашево село, што тогаш останаа недораскажани, а сето тоа да го насликаш, како што во тоа време го наслика нашево село, ми велеа мештаните од селото Глуво. Зоране стар пријателе, дали знаеш ти што направиш документарниве репортажи за нашиве села, како што ти ги нарекуваш заборавени села во Република Македонија, посебно за Скопскиве, знаеш ти дека со ова ти што го правиш, кој порив им го даваш не само на нас постариве генерации од ова село, туку и на младава генерација македонци, затоа што ова ти што го работиш од Бога ти е дарено. Христос воскресе! Навистина воскресе. Еве одека се наоѓаме во селото Глуво, после 10 години, продуцијата МРИО филм е повторно присутна во ова село, каде што пред 10 години направивме документарна репортажа за самото село Глуво, кој се наоѓа во Скопско Црногорје, за самата црква што и денес се наоѓаме Свети Никола, а исто така и направивме на репортажа за денешниот за манастирот Свети Јатанасије, кој што пред 10 години од црковниот одбор овдека и од мештаните од селото Глуво, а пред се подпомогнати од село Скопско Црногорје, почна изградбата на манастирот Свети Јатанасије, кој овој манастир е изграден врз рано-христијанска базилика, која што тоа говори дека историчкото битисување на селото Глуво е од давнишни времена. Но некако што напомнам, повторно се наоѓаме во селото Глуво на денешниот ден на Великден, на првиот ден на Великден, на воскресението на Господ Исус Христос. Одека разговараме, твоето име и презиме? Јас сум Ацо Рајчевски, од истото село Глуво. Ајде вака да ми кажеш. Рече дека си од фамилијата на Рајчевци. На Рајчевци. Како се викаше дедо ти по таткото? Дедо ми се викаше Миле Рајчевски. Така. Татко ми се викаше Божин, иначе го викаа Бошко. Така. А мајка ми Оливера, иначе ја викаа Вера. Така. Сега ово да ми кажеш. Мајка ти од каде беше таа? Мајка ми, татко ми ко млад ерген, ја зел од село Ризари, во Подолново село. Горно Ризари. Горно Ризари. И млади ко млади се зеле. Така. Што? Колку сте вие браќа? Ние сме брат и сестра. Така. Две деца. Како се вика сестрата? Сестра ми се вика Светлана, мажена е во Волково. Во Волково, да. Сега ова да те прашам. Твојата сопруга како се вика? Мојата сопруга се вика Милка. Таа од каде е? Таа е од Клисура, селото Власинско езеро. А Србија? Србија, да. Така. Колку Господ Челак ви даде? Па ни даде нас, да ви кажам, најискрено две деца, машко и женско, да се живи и здрави, машкото Маријан, женското Данче. Така. Од Домени? Да, од Домени. Имам три внука, мислам два внука, од керката имам два машки, така. Од синот имам женско. Кога патувам низ селата во Република Македонија, пред се овде во Скопско Црногорје. Да. Селово Глуво, кај се наоѓа? А село Глуво се наоѓа во подножието на Скопска Црна Гора, во
непосредна близина на градот Скопје, што е оддалечено околу 12 километри од центар на градот. Иначе претежно е православно население. Така. И другите села како што се Чучер, Сандево, Чучер, Горњани, Бањани, Бразда, така. Колку куќи има село? Па село има околу 150 куќи, јас по моје мислење, и па би рекол дека и доста живо село. Така. Од што луѓето живееле порано? Порано. Што се раѓаше дека ова поле во селото Глуво? Така. Во село Глуво највеќе се произведуваше арпажикот. Така. Арпаджик. И од тоа живеевме. Мислам дека и бостан, и крумит садевме, се. Бостан, кромит, патлича, Да, компири, се, житарици исто. Житарици, сега да не ги набројувам Така, сите, така. мислам јасно е во село, кога си сите треба, сите работи се произведуваат. Така. И да се преживее. Каде оде луѓето порано на пазар, да речеме? На пазар, на времето, јас како што памтам, татко ми одеше во Ѓорче Петров Така. на пазар. После се отвори Бит пазар и на Бит пазар носевме Така. роба. Ова те прашам, колку цркви и манастири има селото Глуво? Па селото Глуво има оваа црква што ја гледаме до нас, Свети Никола, и манастирот Свети Атанасије. Друга црква, Така. Може ли да ми кажеш, ајде малку за црквата Свети Никола, нека сторија, кога е правена, како е правена, кој е правел? видете, во оваа црква Свети Никола, јас мислам по некое сознание дека е направена од 12-тиот век. Меѓутоа, сега јас донирав околу 23.000 евра за црквата. Така. Нека Ирлија од народ за народ вика старите. Така. Така е. Меѓутоа, што се деси? Се деси една чудна работа, што сите православни, мислам, православни вери, што сме од Така. православна вера, треба да веруваат луѓето дека Господ постои. Постои. Зашто? Ќе речам на денешен ден. Зашто? Затоа што татко ми која јас нива продадов. Продадов нива и татко ми рече: синко, таа нива е црковна нива. Меѓутоа, немој парите да ги носиш дома, да си ги дадеш во црква. Јас тоа негово обеќање, мислам, негов аманет, Така. сакав да го исполнам затоа што тешко ми беше на душа. Така е. Меѓутоа се деси, земавме пари и јас со отецот, што е тука, Даниел Джепич, со него насон во 9 саат на вечер, му се јавувам јас на него и му викам: оче, стигнаа парите, дај да почнеме да работиме во црквата. И тој мене ми вика: аце, вика, нема проблем, колата не ми е регистрирана, него ќе одиме. Викам: со Господ напред. Кога ноќта насон, ова е жива вистина и верувам дека секој може да каже се што, само јас и Стојче Клисарот, што е домаќинот одека, он може да каже истото. Мене ми доаѓа насон, јас влегувам во црква, како што е оваа црква, влегувам во црква, застанувам пред олтар и од десна страна моја Света Петка застанува, од лева Свети Никола. Во средина поминува Исус Христос и ми вели овака: го гледаш ли прозорецот? Е, за овој прозорец. Така. Го гледаш ли прозорецот, вика? Да, викам.
А го гледаш ли гробот ископан горе до татко ти? Татко ми таму е. Викам, го гледам. А навистина го гледам. Вика, ако не осветлиш, да знаеш дека местото таму ќе ти биде. Малку се наежив, таму ќе ти биде. И јас реков, попе, утре цел ноќ не заспав, и утрето викам, попе, да почнеме така и така. Ситуација не е убава, затоа што... Тоа ми е сонет. Сонето? Така. И он рече, чим ти е сонето, дај да ти одржам една молитва и да почнеме. Почнеме. Отидоме во метрополија, нема ова, нема она, нема ова, нема она. Меѓутоа, слушнаме во Свети Никола во Куманово. Имало од Украина. Таму. Сите работи црковни, ама од, што велат нашите, од пиле млеко. Ќе најдеш. Отидоме таму, па едно 4-5 пати, по 2 коли, земавме се што треба за црквата. Попе, што треба, јас сум тука. Списокот го извадивме, треба тоа, треба ова, треба она, треба ова, треба она. Благодарение на отецот Ѓорѓи во црквата, рече само не се секирајте, цената ќе биде направена. Господова. Тоа 4 пати. Кога дојдовме овдека, јас и мајстори пазарив, дрвенаријата, тие столчиња што се со страна, ќе ги може, мислам дека и ќе ги снимите. Ќе ги опфати за нашите. Ќе ги опфати. Ќе ви каже и Стојче кои се делови направени, меѓутоа во тој момент само ја и Стојче и уште еден, тројца, работевме внатре. Копаме со раце, прашина, ова, она. Се постигнавме ова сега што ќе го видите вие. Тоа е убавина, ќе видите порано како била, има слика, Стојче може да ви покаже, има слика порано како била, како е сега црквата. И плюс, имаме додадено во школото, Старо тука што било? Тука старото школо што било, испод има подрум. И тоа го реновиравме, и тоа направивме, има бунар внатре, вода лековита, и тоа може да го видите. Гледачите наши ќе го видат Да, на камерата да. на снимате од Витор Костовски. Така да, сега ќе, само можам да ви кажам дека фала му на Господ. Попот мене ми рече вака, вика, насам ми дојде Свети Никола, ми рече да одмориш малку. Не, попе. Јас кога сум решил, Господ, кога ми се јавил, јас мора да го послушам Господ. И го послушав, ден и ноќ тука сум бил. 2 години. Ти се радува ли душата што? Не да ми се радува. Не знаете колку сум весел. Не знаете колку. Јас секој ден тука со Стојче навечер ќе дојдам, ќе пиеме кафе навечер, светло има, ќе пиеме. Ја мислам дека батериите ги наполни. Сакам да ви кажам дека синоќа Стојче, како што ми кажа, дека било преполно. Овие шатки, овие, се од Дарко. Од Поменово. Од Поменово. Јас во село Поменово бев претено 10 години, ете, според Господово провидение, денеска се суставне, продукцијата Марија Филм е поканета за 1. мај да оди во Поменово, да направиме нова репортажа. Вика старите дека пријателството според Господа останува. Така е. Овие 3 шатчиња Даре ми ги даде, вика, Аце, еве, чим се за црква од мене. Видите, дворот 4 се. Видите, дворот колку ни е убав, искосен, убав. Внатре имам, ова е трпезарија,
она дрвен народ што пише трпезарија, Така. што пише кујна, што пише ова речи што пишува крштевална. Така. Тоа е се од мене. Внатре има слика. На слика на Свети Никола на платно. Во трпезаријата. Тоа се од мене. Ова да те прашам, кој ти тебе куќна слава? Сега ќе ви кажам. Тоа ме праша мене отецот Ѓорѓи во Куманово Така. и ми рече, која ти е тебе куќна слава? Викам, мене ми е куќна слава Свети Никола. Човекот на излегување само рече застани. Застанав и со отецот бев, викам, што е работа? Они по нивното, пошто сум остал толку пари, толку роба сум взел, по нивното ми дадоа 3 икони, што се преклопуваат едно врз друго. Богородица, Исус Христос, и ме праша која ти е куќна слава. Викам, Свети Никола. Еве ти Свети Никола. Свети Никола, Исус Христос, Богородица. Ми ги дадоа као поклон од нивниот старешина. Благодарение на нив, им се заблагодарувам, исто и на нив. И Јас едно би рекол, тука некаде да го привршиме разговорот, затоа што веќе во храмот Свети Никола, денеска е прв ден. да. Верниците ќе доаѓаат во црквата, очекуваме свештеникот што ќе вика, пак заедно да ги пречекаме и да го прославиме Христовото воскресение. Нека е денот за многу години. За многу години нека е. Почитувани мои, соборскиот народ во соборната црква во селото Глуво Свети Никола ме замолија пред да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историчкото битишување на нивното село, а воедно и старите великденски адети и обичаи, најсетне мојот, а бога ми и пријател на мештаните од селото Глуво, професорот Драгослав Миновски, да ги запознае со неговите етно и историографски сознанија, не само за историчкото битисување на нивното родно село, туку и со великденските адети и обичаи во сето Скопско Црногорје. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Великден е најголемиот и најсветиот празник во православниот христијански календар. За разлика од Божич, кој се слави како ден на Христовото раѓање и носи радост поради доаѓањето на Месијата во светот, Великден ја означува конечната победа над смртта и потврдување на Христовата божествена природа. Тој е духовниот темел на верата во вечниот живот и спасението. Во православната литургија, празникот Великден е толку значаен, што често се нарекува празник над празниците и прославување на празниците. Неговото празнување не трае само еден ден, туку литургиски се празнува во текот на целиот период од 40 дена, до празникот Вознесение, додека духовниот ехо на Великден останува во срцата на верниците во текот на целата година. Како и секоја година, празникот се слави во првата недела по полната месечина по пролетната раноденица, но според јулионскиот календар кој го користи православната црква. Овој датум не секогаш паѓа во ист ден секоја година, бидејќи Великден се вбројува меѓу празниците што се движат. Определувањето на датумот на Великден се заснова на месечевиот сончев календар, кој ги комбинира сончевите и лунарните циклуси. Според правилата, утврдени на првиот Вселенски собор во Никеја во 325 година,
Великден се празнува во првата недела по првата полна месечина, што паѓа на или по 21 март. Во православието, јулијанскиот календар се користи за пресметки, што е 13 дена зад грегоријанскиот календар, што дополнително го менува датумот на прославата. Исто така, за разлика од католиците, православните верници се придржуваат до правилото дека Великден никогаш не може да падне пред еврејската Пасха, што дополнително влијае на разликата во датумот. Поради сите овие фактори, православниот и католичкиот Великден ретко се паѓаат во ист ден. За да се пресмета точниот датум на Великден во православната црква, се користи православната Пасхалија, посебен календарски систем кој ги комбинира циклусите на полна месечина и денот на рамноденицата според јулијанскиот календар. Овој систем се развивал низ вековите и станал универзален метод меѓу православните цркви. Важна улога во зачувувањето на овој систем игра Ерусалимската патријаршија, која се уште го користи традиционалниот метод за одредување на датумот на Великден. Духовната подготовка на Великден започнува со Великиот пост, кој е најважниот и најстрог пост во православниот календар. Започнува со чист понеделник, кој секогаш паѓа 48 дена пред Великден и трае вкупно 40 дена пост плюс уште 8 дена од Страсната седмица. Овој ден е символично време кога верниците се откажуваат од секојдневните задоволства и се посветуваат на молитвата, тишината, простувањето и внатрешната преобразба. Постот не е само физичко воздржување од мрсна храна. Тој е првенствено духовен подвиг. Верниците се повикани на покаяние, на прошка, понизност и концентрација. Постот ги подготвува срцето, телото и душата за најголемиот празник во христијанството. Великиот пост трае 40 дена и завршува во петок навечер пред Лазарева сабота, но веднаш продолжува со Страсната седмица, последните 7 дена од Христовиот живот на земјата, кои имаат посебно значење во литургијата и народната побожност. Страсната седмица е најемотивниот и најинтензивен дел од Великиот пост. Секој ден се нарекува велики. Велики понеделник, велики вторник и секој ја носи символиката на Христовото страдање. Велики петок, денот на Христовото распнување, се смета за најтажниот ден во христијанството, додека Велика сабота е ден на тишина и чекање на воскресението. Лазарева сабота е 8 дена пред Великден. Се сеќава на чудото на Христовото воскресение на Лазар од мртвите. Се смета за навестување на собственото Христово воскресение и го означува крајот на 40-дневниот пост. Цветници, недела пред Великден. Во спомен на Христовото влегување во Ерусалим, верниците во црквата носат цвеќиња и гранчиња од врба, кои се осветуваат. Велики петок, ден на строг пост и тишина. На тој ден не се служи литургија, освен во исклучителни случаи, а во црквите се изнесува плаштеницата која го символизира Христовиот гроб. Верниците ја бакнуваат и минуваат под неа во молитва. Голема сабота, ден на тишина и исчекување. Вечерта се служи полноќна литургија со која се воведува празникот Воскресение. Постот има три кратна функција. Прво, физичко чистење, воздржување од одредена храна. Второ, духовно чистење, молитва, исповед, прошка. Трето, социјално прочистување, смиреност, помагање на другите и концентрација. Постот ги подсетува верниците дека не живеат само од леп, туку и од Словото Божјо.
го отвора срцето за сочувство, ја брише гордоста и ја подготвува душата за средба со воскреснатиот Христос. Без пост, Великден не би ја имал својата целосна длабочина, зашто воскресението доаѓа по страдањето, темнината и смртта. Великденската богослужба во православната црква започнува во сабота навечер, точно на полноќ, и представува еден од најсветите моменти во црковната година. Верниците се собираат во темнина, во тишина, со запалени свеќи, во исчекување на триумфот на воскресението, кое доаѓа по темнината на Велика сабота и болката на Велики петок. Службата започнува со полноќна миса, последниот чин од сезоната на Великиот пост, кој завршува непосредно пред полноќ. Тогаш светлата на црквата се гаснат, а свештеникот зема запалена свеќа од олтарот и извикува: "Оди, прими ја светлината од светлината што не избледува и прослави го Христос воскреснат од мртвите." Ова е моментот кога темнината на гревот и смртта символично завршува, а светлината на новиот живот започнува преку воскресението. Откако сите присутни ќе ги запалат своите свеќи од свештеничката свеќа, следува литија, свечена поворка околу црквата. Верниците, предводени од свештеници и пејачи, 3 пати шетаат околу храмот, пеејќи стихови од псалмите и пасхалниот тропар. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја уништи смртта, а на оние во гробовите им даде живот. Оваа тројна литија има длабока символика. Трите поворки ги представуваат трите дена што Христос ги поминал во гробот, но и патувањето на душата низ смртта до воскресението. Тоа е символично простување со темнината и свечено добре дојде на Христовото воскреснување од мртвите. На крајот од поворката, црковните врати символично го представуваат запечатениот гроб на Христос. Свештеникот тропа на затворената врата и поздравува: "Христос воскресна." Верниците одговараат: "Навистина воскресна." Вратите потоа се отвораат и сите влегуваат во осветлениот храм, знак дека воскресението ја победи смртната темнина. Најпрепознатливиот и најсветиот поздрав меѓу православните христијани за време на Великден е: "Христос воскресна." Навистина воскресна. Овој поздрав не се користи само во богослужбите, туку станува секојдневен поздрав на верниците во текот на целата Великденска недела, а во некои заедници за сите 40 дена до празникот Вознесение Господово. Во теолошка смисла, овој поздрав не е само форма, тоа е сведоштво за верата, исповедање на вистината за Христовото воскресение и надеж во вечниот живот. За време на богослужбата се користи посебен литургиски тон, познат како пасхален, кој е радосен, возвишен и славенички. Сите песни и молитви ја слават Христовата победа над смртта, а свештеникот и верниците пеат: "Христос воскресна од мртвите." Великденската богослужба, позната и како пасхална литургија, го означува влегувањето во сосема нов период во црковниот календар. Од тој момент до празникот Вознесение Господово трае пасхалниот период, кој во литургиските книги се нарекува Педесетница, од грчкиот збор за 50. Неделата на Великден, позната и како Светла недела, се слави на посебен начин. Во таа недела нема пост, дури ни во среда и петок, бидејќи целата недела се смета за продолжување на празникот Великден. По 40-дневниот пост и духовна подготовка, домајчинствата во православниот свет го слават Великден со празничен семеен ручек. Ова е време за семејно собирање,
заедничка молитва и уживање во храната подготвена со посебно внимание. Трпезата е богата и символична, со јајца, сладки, печива, сирење, колачи и се разбира, прво посно, а потоа мрсно јадење. Храната е благословена, а децата често тријат црвено јајце на лицето за да бидат здрави во текот на целата година. Боењето јајца е еден од најважните обичаи поврзани со Великден. Во православната традиција, јајцата се боедисуваат на Велики четврток или Велики петок, а најважно е првото црвено јајце кое има посебно значајно место. Црвената боја има длабока символика. Ја представува Христовата крв пролеана на крстот, но и животот, силата и воскресението. Покрај црвените јајца, денес се боедисуваат во различни бои, кои символизираат радост, обновување и пролет. Постои обичај да им се даваат јајца на сите гости кои ќе дојдат во куќата за време на празниците. Исто така, при посета на роднини, пријатели или кумови, задолжително е да понесете воединствено јајце како символ на мир, на радост и победа. Великден го представува темелот на христијанската вера. Моментот кога според Евангелијата Исус Христос воскреснал од мртвите, потврдувајќи ја својата божествена природа и победата над гревот и смртта. Овој настан не е само историски чин, туку духовна пресвртница во односот на човекот кон животот, смртта и вечноста. Во теолошка смисла, воскресението Христово го потврдува сето она што тој го проповедал и објавил, дека смртта не е крај, туку почеток на вечниот живот во заедница со Бога. За христијаните, Великден е празник на надежта. Тој ја носи пораката дека мрачните моменти во животот, страдањето и загубата не се конечни. Воскресението Христово покажува дека зад секое страдање се крие можноста за преобразба и обнова. Според тоа, Великден е духовна зора, потврда дека светлината секогаш ја победува темнината. Оваа надеж има длабоко лично значење за верниците, ги подсетува дека дури и смртта не е крајот, туку вратата на вечниот живот. Затоа, Великден е празник на радоста и ослободувањето, славење на нешто што е над секојдневието, триумфот на духовниот живот. Во пресет на Великден, многу луѓе сакаат да внесат празнична атмосфера во своите домови, да ја украсат трпезата со празнични символи, а најмладите да ги почестат со посебни подароци. Православниот Великден во 2025 година се слави во недела на 20 април според јулијанскиот календар што го користи Македонската православна црква. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете, според Господовото провидение, ме наведе по 14 години повторно да го посетам селото Глубо на сам ден на Великден, ова 2025 Господово лето, а мештаните од ова село повторно да ми бидат домаќини, за да ми ги дораскажат недораскажаните приказни, како за историчкото битисување на ова село, така и за старите великденски адети и обичаи. Почитувани мои, моите домајчини мештаните од селото Глубо ме замолија да намирам и во многовековниот манастир Свети Атанасије, а воедно да го посетам и етно ресторанот, а воедно и единствен етно музеј во ниното село Рибиримус. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Како по стар адет и обичај, во православната екумена, кога станува збор за
православните духовни празници не само кај македонскиот народ, туку и кај православната екумена, според оние стари приказни што ни ги раскажуваа нашите дедовци баби. Во вистинска смисла на зборот христијанството почува да се слави со Господовото раѓање, кој што е секогаш на 7 Божик, а исто така заедно 15 на дена христијанството, значи, почува да се слави и со Христовото, односно Христовото богојавление, каде што во реката Јордан и Јован Претеча го крстил Исус Христос, а символот на тоа крштевање, пак ќе речем, се овие води, ова река, ова чиста изворска вода, не само во реката Јордан, туку и овдека во Скопско Црногорие, овдека во селото Глуво, овдека во самата така наречена, како што мештаните ја нарекуваат, Глувовска река, која што од памтивека па до ден денешен, така пак народ да се изразам дека христијанските православни празници почнуваат од Христовото раѓање, пред се од Коледе, од Бадник, поточно кажано со коледарските огнови кои што почнуваат на 2 јануари секое ново Господово лето од Игњат, каде што по селските населби, по малата се палат огнови, заклучно со коледарските огнови кои што се на 5 јануари, на 6 е Бадник, додека на 7 е Чигобожик. Но исто така, после тоа, како што напомнав, тука се, ете имаме од мештаните кои што не отпоздравува, се вика луѓето мораве да ги отпоздравиме, да продолжам со мојата мисла, дека од Божик, после тоа се доаѓа водици, имаме машки водици, женски водици, каде што на богојавление Исус Христос, како што напомнав, е крстен од пророкот Свети Илија Претеча. Ете, овдека, во ова река, од селото Глуво, тука има еден базен, кој што неодамна го изградија, меѓутоа, на времето и секој Господово лето, тука мештаните доаѓаат да го одбележа богојавление, се врла крстот и сите оние традиции кои што ова христијанската екумена ја прави. Ете, што се вели, напомнам дека тука се наоѓа и манастирот Свети Атанасије, ќе одиме натаму. Пак нека е денот на здравогодини и како што напомнав, ете денес ќе Великден, тука сме во самото село Глуво и дел од ова наша посета ќе ви пренесеме во продолжение на ова репортажа, но пред се едно би додал пред да ги видите многуте приказни што мештаните ќе ми ги раскажат од ова село, кои што се недораскажани, кои што станали недораскажани, кога намина пред 10 години. Сакам да ви напомнам, да ви запознам со моите досегашни истражувања за великденските празнувања, копајќи низ архивите широ Македонија, а воедно и да ви пренесам во ова репортажа со историските духовни сознанија на еден од непознатите современи македонски антрополози, географи, етнолози а пред се историчари и дел од продукцијата на Мариофилм, господинот Драган Сламиновски, кој што ете овдека во Скопско Црногорие беше дојден заедно со мене, заедно со мојот снимател Виктор Костовски, беше дојден овдека во Скопско Црногорие по една нова негова манастирска, духовна и црковна мисија. Пак ќе наминам на самиот ден на Великден. Погледајте и уживајте. Почитувани мои, 30 години патувам низ нашите заборавени села во Република Македонија. Почитувани мои, помина речиси 10 години, кога првпат наминав овдека во Скопско Црногорие, поточно речено во селото Глугово, по покана на мештаните до ова село, и тоа на сам ден на Свети Никола, на зимен Свети Никола, каде што мештаните ми ги раскажаа многуте приказни за историското битесување на ова село, а воедно и за духовниот живот овдека во ова село, во црквата Свети Никола.
А исто така после поминаа, така да речам, и 10 години, кога овдека наминав и во манастирот Свети Атанасије, каде што тука некаде 2015-тото Господово лето, пролета, после Великден, наминав овдека во овој манастир, каде што беше во зародиш, така речено, врз старите темели на многовековниот манастир, каде што почна реобновата на овој манастир. Како што напоменав, според Господово провидение, Господ сакаше да го посетам ова село, ова 2025 Господово лето, на првиот ден на Великден, да наминам овдека во ова село по покана на мештаните, не само да присуствувам на великденското празнување во ова село, туку мештаните да ми ги раскажат недораскажаните приказни за битисувањето историско на ова село, а пред се и духовното манастирско црковно битисување, затоа што се со цел да овие дивни приказни да им ги пренесеме на генерациите, не само младата генерација од ова село, селото Глуво, туку и на генерациите македонски, кои што ќе доаѓаат очиго по нас, за да не останат покриени од правта на заборавот. Почитувани мои, најсетне, како што е канонскиот ред, продукцијата Маријова филм, заедно со окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски, ќе присуствуваме на утринското богослужение во црквата Свети Никола, овдека во селото Глуво, каде што мештаните ќе дојдат во овој многовековен духовен православен храм, да се запала свеќа, да се помолат на Бога за здравје, а и се разбира да си го честитаат великденските празници со познатиот збор Христос воскресе, да вистина воскреске, а потоа ќе отидеме и во манастирот Свети Атанасиј, каде што и таму, окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски, ќе се обиде да ви пренесеме во продолжение на ова репортажа од манастирскиот духовен живот, од манастирската, така да речам, утринска литургија, се разбира по повод еден од најголемите празници православни, христијански, не само во Македонија, туку и ширум православната екумена, Великден. Почитувани мои, за секоја куќна слава, или пак за селска слава, или пак за, како што вели народот, за верска слава, како што е Бадник, Божик, како што е Стара Нова година, како што е Водици, како што е Прочка, како што е Спасов ден, Петков ден, Илинден, Мала Богоројца, Голема Богоројца, Крстов ден, Митровен, Свети Никола, а исто така и за Христовото воскресение, Великден. Според стари адет и обичај, ете да речеме за Великден, на првиот ден на Великден, одаат помладите да им го честитаа празникот на родителите, на дедовците, на бабите, а пак со сите оние стари адети, пошто пролетно време Великденот, со дробена зелка, со патличанче, крставичка, а се разбира со природна ракија, а сопратена помните со јагнешко месо, така е традицијата. Овдека во Република Македонија, пред се овдека во Скопско Црногорие, тој стар адет и обичај, се уште можете, освен кај добајчините, можете да го најдете и во етно ресторанот, кој што овдека се наоѓа во селото Глубово, Рибилимус. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете според Господовото провидение ме наведе по 14 години повторно да го посетам селото Глуво на сам ден на Великден, ова 2025 Господово лето, а мештаните до ова село повторно да ми бидат домајќини, за да ми ги дораскажат недораскажаните приказни како за историчкото битисување на ова село,
така и за старите великденски адети и обичаи. Почитувани мои, приказните што ми ги раскажаа мештаните, кои што останаа недораскажени кога го посетив селото Глуво пред 14 години, за манастирот Свети Атанасиј, а и аудиовизуелниот документарен запис за единствениот етно музеј во ова село, ќе ви ги пренесам во следната репортажа.